Чекуваме нашиот Стојанче Ангелов, директорот за Агенцијата за заштита и спасување, за оние кои што го очекуваат разговорот веднаш по нашето линковско вклучување. Нашата Вања Мицевска повторно тринава на фреквенција на Телна телевизија. Со Јуана ќе ја најавиме, таа исто всушност ќе има прилика да го најави овој, би рекол, концертен, меѓутоа значаен спектакл во Крушево. Така е, на една национална конференција за социјално предприемништво, настан кој што ќе се случува, а нели во склоп за самиот настан или во разговорот кој што е во таа насока, ќе дознаеме малку повеќе информации за предприемништвото во Македонија, па Вања ни е подготвена, може да поздравиме Вања, добро утро. Добро утро, Вања. Добро утро, колеги, и добро утро секако до нашите гледачи во рамките на ова прво линковско вклучување за денеска, кое го реализираме во пресред на Националната конференција за социјално предприемништво, која што треба да се случи во Скопје. Инаку станува збор за настан кој го организира Младинскиот сојуз од Крушево, со чија представничка Анелија Митрова разговараме токму во продолжение. Добро утро и благодарам што сте дел од нашата утринска емисија, додека течат последните подготовки за денешниот настан. Ќе ги споменеме деталите за него, но ајде прво да објасниме за гледачите како социјалните предпријатија се разликуваат од класичниот бизнис. Добро утро, Вања, фала ти на поканата и што се уклучивте во последен момент од нашата подготовка. Што е разликата меѓу социјалните предпријатија и класичните предпријатија? Оно што социјалните предпријатија имаат фокус да решат општествен проблем, односно нивната мисија е и профитот и општествениот проблем, и од тука ние се стремиме да ги градиме капацитетите на младите луѓе за да развиваат свои социјални предпријатија кои што ќе решаваат различен тип на проблеми. И она што младите најмногу се фокусирани во последниот период се нормално зелените идеи или одржливите идеи, и во последните години веќе и овој термин на социјално предприемништво се менува и оди повеќе кон одржливо предприемништво или предприемништво со импакт. Односно треба да се стремиме сите предпријатија да имаат додадена вредност во општеството и да решаваат општествени проблеми. Какви општествени проблеми најчесто адресираат? Тука ја споменавте одржливоста, предпоставувам и заштитата на животната средина, но еве поконкретно да ни објасни. Секако да, најчесто се зелени, што се ги адресираат еколошките проблеми, меѓутоа има многу што се фокусирани на менталното здравје, на вклучување маргинализирани млади луѓе, дополнително вклучување на дигитализацијата во унапредување и подобрување на општеството преку решавање на општествените проблеми, така што сите оние теми кои што се важни за генерација Z и кои што се горливи проблеми. Маргинализирани жени, малцинства, млади луѓе со попреченост, значи сите тие теми кои што ги вклучуваат младите во нашиот проект, кои што ги вклучува, се оние кои што се и најважните проблеми со кои што се соочуваме. Споменавме веќе дека вие денеска организирате конференција која всушност го актуализира прашањето колку општествени проблеми се уште чекаат бизнис модел, па какви пораки би сакале да упатите преку овој настан и до кој всушност ќе ги адресирате? Оваа конференција е завршен настан од проектот Рајзеца со поддржан од Европската Унија, каде што ние последните 30 месеци работевме да ги мапираме организациите на локално ниво кои што понатаму би граделе капацитети кај младите луѓе кои што би ги мапирале тие проблеми. Така што јас би кажала дека денеска не би сакала толку да збориме за проблемите, затоа што секојдневно збориме за проблемите се јасни, туку повеќе да збориме како да се вмрежиме, како да ги изградиме нашите капацитети и како да направиме ние промената. Односно како локалните организации заедно со бизнис секторот и заедно со потенцијалните млади социјални предприемачи можат да дојдат до решение. И нормално што е тука потребно или која е таа нека препорака што веројатно би излегла или би ја кажала јас е дека ни треба еден систем на поддршка кој што ќе биде повеќе слоен. Не само системски, иако е најважно да има поддршка од институциите, меѓутоа да биде и поддршка од целата заедница. Заедницата да разбере колку е важно да се поддржуваат социјалните предпријатија, пошто во многу случаи се случува да има некаков тип на поддршка, меѓутоа заедницата се уште не го разбира концептот на одржливо предприемништво и на предприемништво со импакт. Така, колку граѓаните, бидејќи ја споменавте целокупната јавност, колку или како граѓаните може да ги поддржат социјалните предпријатија?
можат да не следат, еве, нас имаме, ќе имаме сите резултати, каде што ќе ги промовираме сите 50 бизнес канвас модели на млади луѓе, кои што допрва ќе ги отвараат своите социјални предпријатија, многу мал дел од нив веќе ги отворија социјалните предпријатија, така што треба да не следат и да гледаат каде се тие точки во нивните локални заедници и наместо да пијат, да речеме, кафе во некој мејнстрим кафеч, да одат и да поддржат некоја социјално предпријатие и да поддржат некоја социјална кауза. Додека тече на некој начин оваа поддршка од граѓаните и еве обидот да им ја доближите оваа тема, може ли да ни објасните малку попластично како социјалните предпријатија играат улога во намалување на социјалната исклученост? Како тие придонесуваат економски да се зајакнат ранливите групи во нашето општество? Она што е улогата на социјалните предпријатија е да има бизнис модел како секој класичен бизнис, меѓутоа и да решава општествен проблем. Од тука како ги решаваат проблемите со маргинализираните или со социјално исклучените на економско ниво е тоа што ги вклучуваат во своите бизниси и го реинвестираат делот од профитот повторно во нивно економско и социјално јакнење, така што реинвестираат повторно назад во општеството. А паралелно колку на ранливите групи кои што се дел од социјалните предпријатија или можеби сакаат доправа да станат, им отежнува на некој начин отсуството на законска регулатива. Како се одразува во пракса тоа што немаме ништо концизно на хартија? Јас сум малку скептик веќе дали треба или не треба да има закон, бидејќи со законот за социјално предприемништво се зборува повеќе од 15 години и моментално не сум сигурна дали е потребен или не е потребен закон. Односно, кога има законска рамка и законска регулатива, тоа е само на хартија, а имплементацијата подоцна малку и се оттежнува. Така што сметам дека она што им го отежнува на маргинализираните групи е што нема сеопфатен систем на поддршка, што дали е таа законска или не е законска, не сум сигурна кој е точниот клуч. Меѓутоа, она што е дополнително важно е што сметам дека не треба да се остави на социјалните предпријатија да ги решаваат сите овие проблеми, туку мора тоа да биде во соработка, пошто не може едно мало социјално предпријатие кое што се уште се бори за одржливост да ги реши маргинализираните групи во Македонија. Така што треба да има поголем систем на поддршка, сеопфатно, и малку да се отворат институциите кон нашата експертиза, познавање, за да можеме заедно да работиме во целиот процес. Ви благодарам што одвоивте време уште еднаш за да бидете дел од утринската на Телма. Се надевам секако дека ќе го актуализираме ова прашање и во иднина и ќе може да споделуваме уште низа позитивни примери од оваа област. А колеги, бидејќи веќе го споменавме отсуството на законска регулатива кога е во прашање оваа тема, само ќе потсетам на една најава која пристигна лани во ноември од Министерството за социјална политика, демографија и млади. Тогаш беше објавено од страна на оваа институција дека во првата половина од оваа година ќе биде донесено законското решение, но сепак тоа досега не се случи.